Прилепчани и битолчани со силна поддршка, но и со уште поголеми очекувања дека автопатот помеѓу Прилеп и Битола конечно ќе го биде. Охрабрени од веќе видливите градежни активности на терен, како и од последните најави на надлежните, дека овие 40 на километри комплетно ќе бидат автопатски решени до 2027 година, се надеваат дека Пелагонија повеќе нема да биде ниту сообраќајно слепо црево, ниту пак црна точка која одзема многу животи. Овој автопат е многу значаен за Пелагонија, поготово за Прилеп, Битола, Скопје. Значи го дочекавме тој ден да се случи. Треба да се изгради што може најбрзо. Му треба на двата града. Време е, во право време се прави. Црна точка е тука. Ке лагово сега се случи една голема сообраќајна несреќа. Да дај Господ се направи што побрзо. Ќе се смени за двата града. И на економски, на секаков план. Мислиме дека ќе биде. По ова што го кажува сега. Дека досега било лага, сега ќе биде вистина. Многу му треба. Оти сега овај што е начин, не е баш заколиве како што тера брзо, доста кривини има. Колку подобар пат, толку подобра економија. Многу ќе значи за овие два града, премногу, не многу, затоа што ќе се скрати времето за патување, ќе се скрати помалце гориво ќе се дава, значи за поевтини пари ќе можеш одоле да претачеш до таму. Тој ќе биде со две ленти, отаде две одавде или по три, не знам, па тоа е пат невиден. Невиден пат убав. Ти секој дете сега кола вози. И тоа ќе биде, наместо да плати 1000, ќе плати 700 со горивото. Освен за граѓаните, изградбата на овој автопат ќе има огромно значење и за пелагониските бизнисмени, кои со децении укажуваат на неговата нужност. Ова уште повеќе и заради фактот што пелагонискиот регион е втор по големина во придонесот на формирањето на бруто домашниот производ во Македонија, со скоро 12%. Но од државата досега немаше адекватна повратна поддршка за обезбедување на соодветна патна инфраструктура, што пак негативно влијаеше на привлекувањето на странски инвеститори, ги зголемуваше трошоците на домашните компании, ја намалуваше конкурентноста на компаниите, го отежнуваше транспортот и директно го намалуваше економскиот раст кој би се постигнал. Бизнисмените укажуваа дека така препуштени сами на себе, единствениот излез го гледаат во инвестирањето во автоматизацијата и дигитализацијата на производствените процеси, за да можат да ги одржат во живот своите компании и да бидат конкурентни на светските пазари. Инаку, овој автопат е дел од коридорот 10D, кој заедно со уште трите автопати од коридорот 8 имаат вкупна цена на чинење од 1,3 милијарди евра и се проект на американско-турскиот конзорциум Бехтел и НК.